Кога телото е комплетно релаксирано, значи кога човекот лежи и диши, релаксацијата, значи опуштеноста, прогресивно се зголемува со секој здив. И со време траењето поминато свесно, дишејќи и лежејќи. Значи, степенот на опуштеност толку многу се зголемува, што многу често може да се случи практикантот или дишачот да заспија. Значи, зато нас ни е потребно да ја одржиме таа танка линија на опуштеност и фокус, каде што свесно дишиме. При таа синергија на правилна центрирана свесност, значи присутност и опуштеност, се случува уствари правото исцелување. Значи, кога заспијаме, многу често спиењето може да биде баш на механизам на потиснување на емоциите. Ако сакаме нешто да разрешиме, вистински, да го доведиме, значи први мораме на површина пред нас, значи да го видиме, да го почувствуваме и така да поминиме низ него. Значи, поминување низ чувството уствари е правилното процесирање или интегрирање или ослободување од сите непотребни составни елементи на истото. Значи, дишењето не учи на присутност и волја да влезиме во некомфорното чувство. Затоа што од моите досегашни 15 години, значи, активна пракса со оваа енергетска метода, дефинитивно, најголемите трансформации ми се докажало дека настануваат откако ќе поминиме низ тој некомфорен дел, непријатен, ќе речам зошто, затоа што ние мислиме во тој момент да уствари дека е крај на свето, дека не можам поиќе натаму, не сакам. Имаме ужасен отпор кон влегување во тој емотивен материјал. Значи, сензациите кои што ги чувствуваме во телото, додека дишиме, се уствари процесирање на одредена содржина, која што многу често, небитно по која теорија се водиме, дали е наталожено, дали е наследено, дали е научено од првите години, значи на нашето раѓање, небитно. Битно е дека кога се појави некој таков материјал, потребно е, значи телото ни кажува дека треба истиот да биде почувствуван. Значи затоа се вика дека е универзална енергетска пракса, која што подеднакво влијае, небитно дали е некој хардкор христијанин, или муслиман, или хиндуист, или е чисто јога практикант, значи, или атеист. Значи, небитно, буквално битно е да ја разбериме ова моторика на енергијата и на поврзаноста измеѓу мислите и чувствата и телото. Кога свесно, затоа инструкторот тука, поминиме и сме волни да поминиме низ тој материјал, многу често истиот ослободува животодавна енергија, креативна енергија, исцелувачка енергија, супер длабока исцелувачка трансформативна вибрација која што после секоја сесија дишење многу често ниту еден човек не е ист. Значи, овде дишењето не учи на една култура на чувствување, култура на размислување, значи на влегување низ она каде што има нашето тело потреба вистинска. Оти многу често во тие чувства лежи правата трансформација. Ова е обратно од одбегнување на нешто непријатно. Нормално не можеме секогаш да се соочуваме со се што е непријатно, но значи енергетското дишење не учи на една многу длабока, здрава животна вештина, а тоа е да влезиме онаму каде што имаме потреба, дури тоа да не ни е пријатно. Што носи тоа? Тоа носи наново ресоздавање на длабоки, матични, архетипни мисли, што ги викаат во психологијата. Значи, животен став, ментален став, кој што е после семе или корен за здрави навики, да го решиме она што имаме потреба вистински да го решиме. Значи, да се соочиме
со она со кое што вистински имаме потреба да се соочиме. Може да биде на поле на меѓучовечки релации, бизнис, интерконекција со свето, со општеството, наша лична врска со парите, со љубовни партнери, затоа што тие длабоки ментални ментални ставови уствари го држат клучот кон нормално позади овие чувствителни теми лежи најголемата среќа, најголемата исполнетост. Многу пати е блиска конекција со членовите од нашата најтесна фамилија, значи тие се многу често и најтемпираните мински полина, кои што многу често ги одбегнуваме, ги саботираме, а уствари тука лежи правата трансформација, затоа што во дишењето се вика, а и во психологијата, она што еден човек нема да го излечи на себе, го пренесува понатаму пример на неговото поколение. Значи, тоа е многу битно, значи, сега, што прави дишењето? Значи, кога ние ќе продриме во чувствителниот материјал, внатре, еве да го представиме тоа како во некој регион од мозокот, кој што е поврзан со некој дел од долниот дел од телото, некој орган каде што многу често е меморирано тоа непријатно чувство, значи кое што е директно поврзано со мозокот и се дишиме ние во него. И го чувствуваме истото. Значи го чувствуваме неговите сензации и дишењето го забавува мозокот. А истовремено ја забрзува таа суптилна, нејасна емоција која што во секојдневното живење многу често иди и оди ја снемува и ние немаме прилика да одблиску внатре влезиме за да ја разбериме што сака да ни кажи или пак за да ја трансформираме. Значи за да ја трансформираме треба внатре, бавно, полека и нежно. Затоа е ова терапија, затоа што влегуваме во чувствителен материјал. И сите ние носиме чувствителни материјали, сензитивни чувства, кои што во суштина спрема мене, дефинитивно во нив лежи клучот до вистинската здрава трансформација кон едно зрело битие. Значи, човек кој што длабоко во себе ја носи, значи во јадрото негово, го носи жариштето за живот, волјата за да влези, за да се соочи со некомфоро, истовремено да влези во непознатото, ама да не ја губи волјата за живот. Значи, во него пулсира тој импулс на живот. И многу често, ако си дајме време, 2-3 часа за една здрава терапија, значи комплетна сесија дишење, се препорачува со искусен практикант, тука се отвора простор за да влезиме во оние делчина од нас кои што многу често сме ги одбегнувале. Едноставно се некомфорни, едноставно премногу се заплеткани едно во друго, значи како мини чворчина, врвки, кои што едноставно не сме знаеле буквално како да се соочиме со некои емоционални, реактивни импулси кои што се појавуваат во одредени прилики во животот. Кај секој човек е тоа различно. Секој човек има одредени теми, области на животот кои што му одат. И други кои што помалку му одат или многу малце му одат. Сите ние ги имаме нив. Значи сите ги имаме тие едноставно маглини кои што бараат работа на себе. Сега, дишењето и сесиите дишење и овој пристап, значи кај што ние комбинираме различни спротивни ментални ставови и ритами на дишење. Значи, не се користат никогаш не користиме еден ист пристап за различни ставови, за различни проблеми, за различно процесирање. Користиме апсолутно сиот спектар на различни методи, каде што тука се вклучува и дишење побрзо од нормално и дишење побавно од нормално. За вистински да ја разглобиме таа содржина која што многу често, значи, и сме избегавале.